Вчера не беше пукано само во Прилепскиот центар за социјални работи, туку и во 1300 социјални службеници во земјава. Се уште видно вознемирен по вчерашниот вооружен инцидент, директорот на Центарот за социјални работи од Прилеп, Зоран Малковски, вели дека во неговата канцеларија вчера се одвивала 10-минутна вистинска заложничка драма, во која дури и тој бил мета на вооружената закана, откако 50-годишниот АЈ, најверојатно незадоволен од предходно изречените мерки на Центарот при неговата бракоразводна парница, влегол вооружен и со намера да им се освети на инволвираните социјални работници. Ги евакуирав странките, кога ги слушнав колешките како довикуваат и викаат дека нешто се случува панично. Од другата врата влегов, успеав да го совладам и ги замолив колешките во тој момент да заминат од канцеларијата, сега повредената колешка, за жал. Се расправавме и се боревме, да не речам, на некој начин со сторителот. Тој цело време имаше пиштол во раката, меѓутоа јас сметав дека не е вистински пиштол, мислев дека е пиштол со кој што само ги заплашува колегите. Малковски вели дека не е свесен кога и како била повредена колешката, но сигурен е дека таа на некој начин можеби и била главната мета од причина што сторителот АЈ подолго време бил фокусиран на неа, а зашто таа и го пријавувала до надлежните институции. Колешката беше вклучена како водител на случај да го работи случајот во бракоразводната постапка. По извесен период, бидејќи имаше некој недоразбирање и така натака, колешката беше изземена од случајот. Значи, друг тим си ја превзеде работата со случајот. Не знам од која причина сторителот се фиксираше кон колешката, со цело време со погрдни зборови и така натака, меѓутоа во периодите кога доаѓаше овде и вербално се обраќаше и се закануваше, ние бевме тука да можеме да дадиме поддршка. Во знак на солидарност и поддршка за своите колеги, денеска социјалните работници од Прилеп, како и од повеќе градови во земјава, одржа и полчасовен мирен собир пред установата. Инаку немилиот настан се случи вчера, нешто пред 14 часот, кога 50-годишниот АЈ со пиштол ја застрела 36-годишната социјална работничка Маѓа. При тоа тој испукал 5 куршуми од оружјето за кое немал дозвола, а кај себе имал и нож. Повредената за среќа е надвор од животна опасност, а сторителот кој веднаш бил лишен од слобода на 20 месецов избегал од психијатриската болница во Демирхисар, за што Центарот пак не бил воопшто информиран.